За 50% се намалени сообраќајните несреќи во главниот град, откако почна во функција тест периодот на системот Safe City, велат од брзата помош. Докторката Ана Џарева објаснува дека сообраќајките се со полесни повреди. Нема жртви од сообраќајна несреќа, но и скоро да нема повреден пешак, што беше случај минатата недела, кога само за 24 часа беа прегазани 5 пешаци, а 4 на пешачки премин и сите беа со тешки телесни повреди. Во просекот во едно деноноќие се движи од 4 до 5 сообраќајни незгоди, а додека претходно имавме од до 8 беа негдека во просек. Меѓутоа морам да нагласам дека имаме се сообраќајните незгоди се со полесни телесни повреди, за разлика од претходно, каде што во една смена дури имавме по 6 повредени пешаци, сега пешаците дали по еден имаме или немаме воопшто во смена. Доктор Џарева објаснува дека секогаш причина за сообраќајните несреќи се брзото возење, алкохолот и минување на црвено на семафори. Во голем дел од повредите граѓаните имаат тешки телесни повреди, дури и со инвалидност, а за жал чести се и смртните исходи. Треба и по автопатиштата да има ограничување на брзината и да се почитува таа сигнализација која што е. Еве конкретно са Бајлево имаме една сообраќајка која што е на патот кон Велес, меѓутоа и таа е среќа со полесни телесни повреди. Од МВР посочуваат дека со новиот сообраќајен систем се намалуваат прекршоците во однос од првото деноноќие кога имаше над 100.000 прекршоци. И министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска на својот Facebook профил објави дека добил порака дека направил прекршок со неговото возило, бидејќи се движел 1 километар над дозволената брзина. Тој потенцира дека системот важи за сите без исклучоци и привилегија и ова е најдобрата илустрација за тоа како треба да функционира државата.